Добре дојдовте. Денес имаме една, навистина неверојатна преказна. Зборуваме за двајца великани од Битола. Ракометарот Боро Чурлевски и фудбалерот Петар Милошевски. И она што е фасцинантно, не се само нивните кариери, туку како нивното наследство и денес го обликува идентитетот на градот. Изворите ни даваат факти, но ајде да видиме што се крие зад нив. Точно така. Ова не се само суви биографии. Ова се приказни за две ери. За спортот во една земја што, веќе ја нема, Југославија, и за градењето спортски идентитет во една нова држава, Македонија. А тие двајца беа во самиот центар на се. Во ред, ајде да почнеме од таму. Боро Чурлевски. Кариерата ја почнува во Пелистер и тоа во време на, како што велат изворите, исклучително силната Југославенска лига. Што значило тоа за еден клуб од Битола да биде 3 пати вице-шампион во таква конкуренција? Тоа било огромен подвиг. Зборуваме за лига со клубови како Металопластика, кои беа европски шампиони. Да, се сеќавам. Да. Се биде во врвот значело дека Пелистер, предводен од Чурлевски, бил вистинска ракометна велесила. Изворите го опишуваат како играч со речиси незапирлив скок-шут, вистински лидер на теренот. Тој успех значи не бил случаен, туку доказ за светска класа. И таа класа буквално експлодира по осамостојувањето. 4 титули и 5 купови со Пелистер. Тоа е целосна доминација. Да, и тоа е клучното. Таа доминација имаше поголемо значење од самите трофеи. Во една млада држава, која се обидуваше да изгради собствен идентитет, Чурлевски и Пелистер и дадоа на цела нација огромна спортска гордост. Тие не победуваа само над провари. Тие дефинираа како ќе изгледа македонскиот ракомет. Значи, Чурлевски бил символ за македонскиот ракомет во тие клучни формативни години. Во исто време Петар Милошевски го правел истото, меѓу стативите, но за фудбалската репрезентација. Како изгледал неговиот пат? Сличен, да, но во поинаков контекст. Милошевски исто така потекнува од Пелистер, но неговиот талент многу брзо го однесе во странство, во силни лиги како турската, каде што со години беше клучен играч за Трабзонспор. Тоа докажа дека македонските играчи можат да успеат на високо европско ниво. За репрезентацијата одигра 59 надпревари, а беше познат по својата командантска појава во 16-тникот. Класичен, гласен голман, кој ја организираше целата одбрана. И тука доаѓаме до една неверојатна и за жал трагична коинциденција. Изворите велат дека и двајцата починале во истата година, 2014-та. Тоа мора да било огромен шок за Битола. Беше повеќе од шок. Беше чувство како градот да изгубил дел од својата душа. Да се изгубат двајца такви херои во толку краток период е, незамислива трагедија. Но она што е фасцинантно е како заедницата реагираше. Не дозволи нивните имиња да избледот. Токму тоа сакав да го прашам. Денес најголемите спортски објекти во Битола ги носат нивните имиња. Салата Боро Чурлевски и стадионот Петар Милошевски. Тоа е повеќе од само спомен, зарем не? Апсолутно. Едно е да си херој, а сосема друго е заедницата буквално да го вгради твоето име во инфраструктурата на градот. Тоа е веќе друго ниво на наследство. Стадионот Петар Милошевски не е само споменик, тој е модернизиран, неодамно беше домаќин на меч меѓу Македонија и Италија. Да, пред 8000 луѓе. Точно. Значи наследството е живо, активно и инспирира нови генерации. Значи, кога ќе сумираме, имаме двајца спортисти од ист град, со кариери кои го дефинираа спортот во две различни епохи, чии животи завршија трагично во иста година, но чие наследство денес е можеби посилно од кога било. Докму така. И сето ова наметнува едно подлабоко прашање, нели? Освен трофеите и славата, можеби и вистинското наследство на еден спортист се мери според начинот на кој заедницата избира да го овековечи. Што е потребно еден спортист да го надмине својот спорт и да стане траен, жив дел од идентитетот на еден град?